Дали месечниве примања ви стигнуваат за да ги задоволите основните потреби за живот? За 3 дена. Доволно е за 3 дена. Тоа значи дека Не стига ништо. Остатокот работиме друго. Мора да се снајдуваш. граѓаните велат дека платите и пензиите со сегашните цени на производите не им се доволни да поминат половина од месецот. Не стасуваат за тоа што пензиите се многу ниски. Што е 12.500, кој може да издржи со 12.500? Така? 5.000 одат вода, струја, телефони. 100 евра не останува за јадење. Што со 100 евра ќе направиш? Влезеш во продавница и ледарка дадеш, ќесата празна. Како го поминувате месецов? Тешко или? Па тешко, нормално да е тешко, да. Цените се превисоки, за овој стандард нацијов превисоки се. Многу треба да се смала спрема стандардов, да дојдат до некој ред. Правејќи споредба со цените на производите во странство, велат дека овдешните цени се поскапи дури и од тие во Западна Европа. Спрема странство, многу работи ви се поскапи. За реални не се реални за овој стандард, мислам. Плата овде што е за овие цени, најмалу треба да имат 1500 евра, најмалу. За овие цени што се тука, овие се многу погоре него во странство, пошто ја одам и странство, децата ми се таму. Овде само поевтиње лебот и порезите, друго све ви е поскапо. Граѓаните велат дека со овие плати и со сегашните цени на производите можат да ги задоволат само основните животни потреби. За нешто повеќе е веќе тешко. Ниту за гарантираните цени на дел од производите не помагаат многу. Ми ставцуваше пред, да речам, 5-6 години, една година, сега тешко. А пред тоа знаев и да си тргнам некој динар на страна, сега не можам да го помина месецот. Без илјадарка нема излегвење. А кога дома, кога видите, не се зеле кој знае шо. Све што треба и многу мало. А парите ошле. Овие цениве во маркетиве кои што се со загарантирани цени се реални намалувањата или не? Некои се, а това спрема маркетот. Некои се намалени, некои не се. Доволни ли си? Доволни ли се тие намалувања или? Малку, 10-5%. Не се. Многу имаше вештачко качување. И слаби сме малку, со се. Колку ви се да речеме потребни во текот на еден месец средства за да може да го поминете и да ги платите сметките и да 30.000 минимално. за двајца? За двајца. А што имат младите деца со 60.000 не може да излезе на крај. Не се реални за нас. Не. Негде не се ни намалени. И работиме дополнителна работа, бидејќи не стигат платите. Ние сме тројца со синот. Синот не е женет. Едно 40.000 може и поќе. Податоците на Сојузот на синдикати на Македонија покажуваат дека вредноста на синдикалната минимална кошничка за 4-члено семејство за септември изнесувала 48.379 денари. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека со замрзнување на цените на храната ја преполовиле инфлацијата, а со покачување на платите ја заштитиле куповната моќ на граѓаните.